Вчера се објави осуда од страна на министерот за здравство Венко Филипче за случајот кој што се појавил во Охрид. Се работи за секретарот, правникот на болницата, кој што веројатно заедно со директорот во ковид центарот во Охрид е постојано во комуникации, но прекршокот е во тоа што е надвор од планот за вакцинација. Така да верувам дека ќе се преземат конкретни чекори. Зошто? За да не се повторат вакви случаеви и за да се оди строго по протоколот, кој што е јавно објавен од Министерството за здравство, а тоа се прво здравствените работници кои што работат во ковид центарот, па после се хронично болните, па возрастните граѓани и така натаму, тоа што е јавно објава согласно протоколот. Ова е важно да се научиме на ред и на поредок, заради тоа што не случајно е вакав воспоставен план. Затоа што ако тргне еден да го крши планот, тогаш тоа може да го кршат сите во државата. Верувам дека сите согласно планот ќе се вакцинират во нашата земја. Верувам дека тоа ќе биде со предвидената динамика која што имаме. Како што знаете, покрај оние вакцини кои што во моментот се стават на нашите граѓани, кои што ги добивме како донација од Република Србија, се за самите здравствени работници, некаде 850 беа до вчера вакцинирани здравствени работници, продолжуваме понатаму од 4680 вакцини, очекуваме оваа недела која што доаѓа да дојдат следните од Србија до 8000, но ова недела ги очекуваме првите информации дефинитивно и од Европската унија, заради тоа што е крајот на февруари од нашиот директен договор со Pfizer, кој што го имаме направено, понатаму преку COVAX механизмот, очекуваме веќе последна недела од февруари од Кина самите вакцини и секако конечно и планот кој што е направен за дополнителни нарачки. Синоќа касно во координација со министерот за здравство добив информација дека имаме капацитетно согласно планот за предвидување, согласно склучените договори и платените авансни, да направиме и дополнителна 100.000 нарачка од следна вакцина, која што дефинитивно би го надополнила севкупниот план, а не би предизвикала да останат вишок вакцини на крајот согласно планот на Министерството за здравство, така да еве да дадам одговори на прашањето дали би нарачале од Спутник. Да, дадов насоки како што ме информираа дека има капацитетно со дополнителни 100.000 да се направи од таму нарачка. Значи се што постои од вакцина направивме нарачки, договори, односно воспоставивме контакти, се со конечна цел да процесот на вакцинација не прекине и продолжи во предвидената динамика. Јас верувам дека и вие, новинарите, но и граѓаните, а пред се и владата, и сите политичари во државата, се исправени пред ризикот за несериозно поставување од било кој во државата и следните 10 години да немаме попис. И тоа не смееме да го дозволиме. Ако сме држава која што еве 20 години нема попис, тоа треба да го направиме час поскоро. Јас сум убеден дека ќе имаме успешен попис од 1 април до 21 април, онака како што е предвидено. Затоа што дефинитивно законот е согласно Евростат и согласно сите меѓународни стандарди, се работи за статистичка операција, која што, фала Богу, конечно да ја завршиме во државата и навистина секаков вид на блокирање, секаков вид на одвраќање на вниманието на граѓаните или ставање во неизвестност не е ни малку патриотски чин према државата. Јас очекувам од опозиционата најголема партија навистина будно да го следи процесот, да ги мотивира граѓаните, сите да се упишат во нашата земја, затоа што само така е исправно и убеден сум дека ако одложиме до есен, тогаш е кампања не можеме. Следната година веќе влегуваме во 2022 година, а е година исто така непредвидлива. Никој не може да каже што ќе се случува. Се е подготвено за одржување на пописот. И јас верувам дека ќе преовлада трезвеноста, одговорноста и зрелоста пред се во сите нас како граѓани, но најповеќе во политичарите во државата. Правиме напори секогаш да излеземе во пресрет на барањата на граѓаните.
сум запознаен за незадоволството на оризо производителите и знам дека министерот за земјоделие заменикот, државниот секретар сите работат на решавање секако на проблемот. Државата е финансиски ликвидна, верувам дека навремено ќе се завршат сите постапки за да може субвенциите навремено да се исплатат, заради тоа што наша тенденција е да ги пуштаме навремено, да им помогнат на граѓаните тогаш кога им треба, и верувам дека овие денови ќе се решат оние административни проблеми кои што постојат за да се исплатат субвенциите. Треба да имат сите во предвид дека ковите и за администрацијата, и знаете дека работиме со 50% капацитети во делот на менување согласно протоколите и мерките, и верувам дека овие денови ќе се изнајде решение на оваа проблематика. Јас на едно новинарско прашање дадов мој коментар вака на прва, и тоа како човек. Секако сум и председател на Социјалдемократскиот сојуз, но органите и телата на партијата имаат јасно предвидена постапка за кандидирање, селекција, бирање или слично. Допрва ќе следуваат анкети за потенцијалните наши кандидати и верувам дека постапката ќе почне јуни, јули и август, затоа што некаде крајот на септември е кампања и октомври прва половина се изборите. Меѓу другите градоначалници спомнав двајца директно од Источна Македонија, 3-4 од Југоисточна Македонија, неколку од Западна Македонија, од централниот дел на државата и така натаму и така натаму. И тоа е само мој личен став, каде што посебно се знаат работите за успешноста на градоначалникот, кој што дефинитивно би бил наш фаворит, ако не прв, веројатно еден од првите наши кандидати, кој што во конечната постапка би бил утврден како кандидат. Можам тоа да го кажам слободно и за градоначалникот на Пробиштип, иако е овде со мене, заради тоа што сето тоа што се случува во делот на инфраструктурниот развој, во делот на контактибилноста со граѓаните, работењето со граѓаните, помагањето, но и развојот економски кој што му се случува на Пробиштип и на овој источен дел на нашата земја, верувам дека сите даваме сериозен придонес. Уште еднаш кажувам, јас сум само поединец во целата оваа постапка. Постапката значи прво анкетирање, после тоа кандидирање од страна на општинските организации на СДСМ, само кандидирање на одредени кандидати кои што не мора да бидат дури од нашите редови, понатаму се прави селекција на централно ниво и конечно одлучува општинска конференција на Социјалдемократскиот сојуз. Но имаме време до јуни-јули месец навистина за овие прашања. Доправа треба да се посветиме на другите важни процеси, како што е пописот во државата, на излезот од кризата која што пролетта очекуваме да се случи комплетно, како што оваа прекрасна фабрика тоа го прави и се бори во време на пандемија, навистина да го зголеми своето производство со амбициозни планови во 2021 година, кога буквално никој во светот не може да каже кога конечно ќе заврши кризата. Ти имат амбициозен план за скоро дуплирање на своето производство. Денеска сме овде, навистина заради тоа што државата партиципира директно со буџетски средства да го помогне, мотивира и охрабри ова што го прават деловните луѓе, како што е конкретниот случај со ТАП-МАК. Директната финансиска поддршка за самите деловни луѓе треба да значи да се зграпчи моментот. Државата е тука да помогне. Цел пакет на регуларни, секој годишни мерки ги имаме, еве имаме и плюс 5 пакет дополнително за кризни мерки да ги помогнеме. Верувам дека и така полесно ќе ја победиме и пандемијата. Со работа, со амбиции, со зголемен план на своето производство, зголемен план на својот извоз, и верувам дека тоа носи бенефит секако за компанијата во делот на својата профитабилност, нови работни места за нашите граѓани, повисоки плати за нашите граѓани, но и секако приходи во буџетот на нашата земја.